почитувани професори, почитувани наставници, драги ученици, почитувани гости. Денес е голем ден за сите нас, ден на гордост, сеќавање и прослава. Со особена чест стоиме на едно историско место, исполнето со спомени, знаење и истонување за да го отбележиме значениот юбилеј. 80 години од почетокот на наставата на македонски јазик во Тетово. На овој ден се сеќаваме на минатото, ја славиме сегашноста и правиме планови за еднината. Пред 8 децении, во најтешките историски околности, нашиот народ го направи првиот чекор до создавање на својот културен идентитет. Во 1944 година, на 2 август, со одлуките на АСНО, македонскиот јазик беше официјално кодифициран и за прв пат воведен како јазик во наставата. Тоа е повеќе од административен чин. Тоа беше потврда дека македонскиот народ има свој идентитет. На 24 декември 1944 година, на само еден месец од ослободувањето на Тетово, во услови кога надвладеала желбата да се почне со школување на младите генерации на свој мајчин јазик, Тетово го добива своето прво училиште со настава на македонски јазик. Ова е потврда на широката национална и културна борба која го постави темелот на македонската независност и автономија во културниот и образовниот живот во Македонија. Вистинска победа за народот кој беше подложен на многу притисоци, но кој остана доследен и не попушти во своето право да ја негува својата традиција, својот јазик и својата иднина. Училиштето започна со работа тогаш како 4-годишно училиште со вкупно 14 паралелки и 630 ученици под името Основно училиште Маршал Титов. Од учебната 1956-1957 година прераснува во 8-годишно училиште со 30 паралелки и 900 ученици. А од 1 септември 1993 година нашето училиште е преименувано во Основно училиште Гоце Делчев. Од второто полугодие на учебната 1976-1977 година за потребите на училиштето беше изградена нова училишна зграда. Таа прва генерација ученици и наставници ја започнаа оваа приказна со многу посветеност и ентузијазм, без современи услови, без доволно книги и учебници, но со огромна љубов на својата работа и својот јазик. Македонскиот јазик оттогаш преку образованието уште повеќе се вкорени во срцата на многу генерации и стана темел на нашиот идентитет. Не можеме да не се сетиме на сите оние кои биле дел од овој училиште во изминатите 80 години, на сите наставници кои со својата љубов и напори ја негуваа македонската идеја, на сите ученици кои минувале низ овие ходници, но и на сите родители кои веруваа и вложуваа во важноста на образованието и вложуваа во иднината на своите деца. Нашето секојдневие е резултат на нивните напори и верба во образованието како клуч на прогрес. Овој јубилеј не е само потсетник на нашето минато, туку и обврска за иднината. Наша задача е да продолжиме да го негуваме, заштитуваме и избогатуваме македонскиот јазик. Тоа го правиме не само преку образовниот процес, туку и преку секојдневната употреба, преку создавањето на дела, преку неговата дигитализација и промоција во светот. Денес, кога стоиме овде, во овој момент, на прагот на еднината, не може да не размислуваме за оно што следува. Образованието не престанува со овој јубилеј. Напротив, ова е само почеток на нови амбиции, нови идеи и нови можности. Ова училиште ќе продолжи да биде стожер на знаењето, ќе продолжи да ги отвора вратите на новите технологии, новите перспективи и новите начини на размислување. Затоа, со голема чест, со огромна благодарност и со посветеност на сите учесници во оваа приказна, го честитам овој значаен јубилеј. 80 години од отворањето на првото училиште на македонски јазик во Тетово, Основното училиште Гоце Делчев, а воедно го честитам и јубилејот 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Нека оваа свеченост биде доказ за нашата љубов и почитување кон нашето минато, но и поглед кон иднината. Да се подсетиме на зборовите на нашиот великанот на македонскиот јазик Блаже Конески: јазикот е нашата татковина. Нека ни е честит јубилеј.